Струјата мора да се покачува и тоа е добро да се прави постепено. Значи и досега требаше да се прави за да се овозможи прилив на профит во енергетските компании. И не само тоа, и да се направат енергетските инвестиции атрактивни. Досега зашто нема инвестиции во енергетскиот сектор? Нели, за 20 години едно тето е направено и не знам, ветерен парк Богданци и толку Света Петка и Козјак. Значи тоа е пред се заради тоа што нема мотивација кај инвеститорите во таков пазар да инвестираат. И сакав да кажам во однос на стопанството, пред се во таа функција сум тука, сметам дека мора да се поддржи. Многу компании имаат проблеми. Значи компаниите, голем дел од нив уредно си купија електрична енергија по цени кога ги подпишува договорите 5, 60, 70 евра, потоа дојде бран на раскинување, оставени се на отворениот пазар да купуваат сега непредвидено скапо. Тие кога планирале своето производство, планирале на подпишани договори, на влезни трошоци. Сега се во многу незавидна ситуација. И други компании кои што се енергетско интензивни, да речеме, се во тешка ситуација, некои повеќе, некои помалку. Има компании каде што и излезниот продукт им е покачен на берза, па тие се компензираат колку толку, нели? Нема таков удар. Меѓутоа, генерално мора да се помогнат компаниите, затоа што ако ги помогнете домакинствата, не ги помогнете компаниите, ако тие, да речеме, затворат 2, 3, 5 месеци, многу тешко е да се вратат на пазарот, не дај Боже да банкротираат. И тогаш домакинствата кои што работат у компаниите ќе останат без плата.